Во денешното издание на Мојата петка, заедно со нас е секогаш препознатливиот, секогаш уникатниот и секогаш позитивниот, стилистот Сергеј Варошлија. Решив да се најдеме тука во центарот на Скопје, каде што сум буквално пораснат, затоа што го сакам многу овој дел од градот и е дел од мене, бидејќи сум на некој начин и локал патриот. На прво место ми е многу битно начинот на кој што сум јас воспитан и пораснат, тоа е значи уметноста, естетиката и етиката. Значи целото визуелно доживување од отварањето на од кој ќе станам да спијам на отварањето на очите до заспивањето, значи комуникацијата со луѓето, храната, како прибор се сервира, што се облекува, како се облекува и со какви луѓе комуницирам. Значи естетското доживување ми е многу битно. Сега тука можам да заглавам на оваа тема разговарајќи и делејќи, бидејќи мојата работа е уметност, го сакам многу слекарството, сакам многу фотографија, сакам многу работи кои имаат врска со уметност, театар, филм, мода, све тоа би го ставил на едно прво место. Многу битен елемент во мојот живот е, нема да кажам фамилијата, него ќе ги одвојам мајка ми и татко ми, значи како родителите. Секој ќе си ги одвои сопствените родители, меѓутоа јас моите ќе ги ставам на посебен пиедестал. Со гордост го кажувам тоа секаде каде што ќе стигнам, бидејќи имав родители, татко ми починат, мајка ми, фала Богу, здрава жива, да буквално од нив ја добијам безрезервната љубов и поддршка на секое поле. Така да ова што сум денеска е буквално 100% заради нив. Многу битен дел и пресреќен сум што во мојот живот имам вистински пријатели. Се бројат на една рака, не се многу, но за мене се цело богатство. И дојдовме до некое, да го генерализираме како трето, за мене многу битна е водата. Значи, кога мислам на вода, мислам вода во секаква форма, меѓутоа да конкретизирам, највеќе сакам кога сум покрај водена површина. Значи, ја сакам природата, водата е еден од 4 елементи на оваа земјина топка, така да највеќе го наоѓам мирот за собствениот спокој и мислите кога сум на плажа, сонце и покрај вода. Дали тоа е езеро, преферирам море нормално, меѓутоа тука се чувствувам како да сум свој на свое и мислам дека да доживувам моменти на губење во безвременското и безпросторното. Така да водата за мене е апсолутен нешто што ја чисти тотално енергијата и те обновува и како и физички и психички секако. Како една од, ќе кажеме, 4-та работа, меѓутоа за мене исто така многу битно нешто во моето секојдневие и моето живење, тоа е мојата работа. Значи, се сметам за еден од ретките што го работат она што го сакаат и тоа со многу љубов. Има една изрека, ако го работиш тоа што го сакаш, секој ден ќе ти е малтене слободен. Така да, заради тоа што, како што пред малку реков, многу ми е битна убавината и естетиката и воглавно се, многу си ја сакам работата. Сметам дека сум достигнал одредено ниво, меѓутоа не се гледам дека сум на врвот. Имам некој чувство дека допрва почнувам. Може би смешно звучи, не знам каде ќе ме одведе патот или светлината или Бог, како и да е, меѓутоа имам чувство дека јас допрва почнувам. Така се чувствувам после 22 години работа. И една му доаѓа како 5-та работа, која што би кажал дека ми е апсолутно една од моето секојдневие, повторно, не можам да го замислам, генерално не мојот живот, не можам да го замислам светот без музика. Многу сакам музика и сакам секакви типови на музика, значи од класична музика до опери, до балет, до поп, до рок, до панк, зависно од расположението, меѓутоа самата помисла дека не може дека светот може да функционира без мелодија, за мене е нешто страшно. Така да многу сочувствувам со луѓе кои што не ги слушаат звуците на музиката. За мене тоа е една огромна уметност.